Добар ден, почитувани мои. Време е за втората епизода од новата трета сезона на Црвена линија. Веќе имаме супер жешка тема за вас, така да бидете подготвени веднаш на 023076677 да ни одговорите на следното. Данила тврди дека со ВМРО ДПМН се е окей, но изјавата на Мицкоски дава поинакво мислење. Она што ве прашува Црвена линија, дали дефинитивно раскинаа Данила и ВМРО? Секако анкетно прашање за сите оние кои што не следат на Инстаграм и оние кои што не го направиле, тоа време е да го направите и секако да го кажете вашето мислење или подобро да речам да одговорите со да и не на следното прашање. На поведок ли е нова скопска љубов, прашува Црвена линија Данила и СДСМ. Ете, тоа е таа приказна која што ќе ја стартуваме денес со вас, а навистина има многу настани за кои што верувам дека ите како ќе имате што да кажете. Продолжете секако да лајкнувате, шернувате и коментирате, а веќе имаше и коментари на нашата Facebook страница, секако следете на Инстаграм. Одговорете со да и не, дали на поведок имаме нова скопска љубов, а тоа е Данила и СДСМ. И еве сега веднаш ќе вклучиме и гледач за да знаеме кој е ставот на нашите гледачи. Добар ден. Добар ден. Секој добро, се надевам дека добро се слушам. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Искам да ви кажам, ова тема денеска вчера и денеска е актуелна, затоа што овде се работи за една прецизна и децидна работа, без разлика кој е градоначалник. Овде треба да се почитува програмата на град Скопје, а не да се почитува програмата партиска. Затоа Данила, јас не да ја оправдувам, али она што го работи, веќе се гледат дека 136 милиони евра, тоа се големи пари. Не може некој да ми каже о мене дека некој интерес нема тука. Интересот е голем. Затоа господјата градоначалник кажа во својата изјава, треба да се работи за Скопје. Скопје е на сите скопјани, а не на една партија ВМРО ДПМН, која што од својата програма кажува како да се однесуваат директорите нивни. Затоа и денески овие оставки се од Брисла и од Паркинзи. Така да, јас се надевам дека ќе се најде еден заеднички јазик, Градското собрание, начело со градоначалникот, ќе продолжат да работат за доброто на граѓаните на град Скопје. А име да ни одговорите на анкетното прашање, дали на поведок имаме нова скопска љубов, а тоа е Данила и СДСМ? Не. Тоа врска нема да ви кажам, брат. Нема врска прашањето дали се во спрега со СДС, нема врска тоа, затоа што таму се уште мнозинство се ВМРО ДПМН и таму не може никој да ги разбие, затоа и преседавач му е председател на ВМРО ДПМН. Ви благодарам многу. И јас секако ви благодарам еве што се вклучивте и бевте првиот гледач во оваа втора епизода од Црвена линија во новата сезона. Време е сега да се потсетиме што всушност се случуваше во град Скопје. Арсовска за помалку од една година разреши 5 директори на јавни предпријатија. Вели ги поставувала како вршители на должности за да види како работат. Нашите односи со ВМРО ДПМН се одлични. Нашите односи со поединци од ВМРО ДПМН кои што сакаат да тераат лични интереси, може и да не се толку добри. Ако борбата со вакви работи кои што се случуваат до сега треба да биде причина некој да отповика поддршка, слободно нека отповика. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски застана зад своите блиски соработници Велковски и Перински. Јавно им ја даде целосната поддршка, иако не сакаше да одговори директно. Најави разидување со Арсовска во градскиот совет. За мене е важно Скопје да се развива. За мене е важно и за тоа поддржавме независен кандидат. И во животот имате моменти кога ќе видите дека очекувањата не се такви какви што вие сте имале очекување и од едната и од другата страна, и тогаш едноставно патиштата може во животот да ви се разотидат на различни страни. Секако сите патишта во моментот водат кон Црвена линија и тоа да се вклучите на 023076677. Денес ке потсетам, зборуваме на темата. Данила тврди дека со ВМРО ДПМН се е окей, но еве како што видовте со изјавата на Мицковски, добиваме поинаков печат на што ве прашуваме е дали дефинитивно раскинаа Данила и ВМРО. Вклучуваме гледач, добар ден.
Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка. Добар ден, ако сум на линија. Да, на линија сте и добре ни дојдовте во црвена линија. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте. Повелете. Дали се слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Целосно. Ало? Ете, за подсетување за сите оние кои што ќе се вклучат во црвена линија на 023076677, златно правило е веднаш да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот и да зборувате исклучително преку слушалка за подобро да се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија, јас секако имам... Да, се слушаме. Одлично, драго ми е и добре ни дојдовте. Па еве, кој ќе биде вашиот коментар на слушувањата во град Скопје? Thank you. Фала прво на приемот. Значи, дали дефинитивно раскина Даниела и ВМРО? Ало? Да, продолжете. Не слушате? Да. Значи, мислам дека тука нема раскинување помеѓу нив. А не знам од каде па Даниела со СДСМ, тоа воопшто не можам да го разберам. Значи, сигурен сум, тоа моје мислење, дека Даниела и СДСМ никогаш не може да бидат заедно, а ВМРО во своите редови и во трка по пари се искараа, сами се испотепаа едни помеѓу други. И тоа е све некои тендерашки работи што мислам дека треба ВМРО најпрво да се загрижи за нивниот председател, дали треба председателот на ВМРО да оди на избори, да си го сменат председателот, да размислат за некоја нова програма, за напредок, за Европска унија и така натаму. Значи за поголем, за Скопје да ни биде поубаво, да прво да се скара и со Стефчо Јакимовски, исто така за некои банални причини. Потоа вако, а мислам дека СДСМ е голема партија и големи луѓе ја водат, што нема шанси да би било спојиво таа коалиција. Не ми е. Благодарам што искористивте можност и се вклучивте во црвена линија. Сега ако продолжете да не следите, затоа што во моментот ќе слушнеме ново мислење од нов гледач. Добар ден. Да, одлично ве слушам, повелете. Благодарам. Па вака, моето размислување е дека ВМРО, ДПМН и Даниела Арсовска не треба да раскинуваат, но треба да соработуваат и да работат во интерес на граѓаните и во интерес, што се вика, на Скопјани, посебно, пошто се работи за градоначалник на град Скопје. Сега овдека се изгледа, испаѓа дека оно што ВМРО, ДПМН и го подари на госпоѓата Даниела, изгледа сака на друг начин да си го наплати, да биде во нивни интерес. И од друга страна, сака ВМРО градоначалниците кои што се од страна на ВМРО ДПМН избрани начело со градоначалничката на Скопје, треба исклучиво да го слушаат гласот на ВМРО. Ако така размислуваат господата од ВМРО, видешени дека не е правилна работа, не е тоа добро, не е во интерес на граѓаните, одека се работи за тендерчиња или тендери малку поголеми, кои што треба средствата да се влеат во Белата палата. А ако тоа докажува дека некој не работи онака како што треба и ги злоупотребил граѓаните кои го дале својот глас за доброто на граѓаните во град Скопје, но не и за останатите. И затоа сматрам дека сепак секој да треба да си работи. Благодарам и вам што искористивте можноста да го кажете вашиот став од 90 секунди. Внимавајте на тајмерот и секако се знае златно правило во црвена линија и да не се употребува говор на омрза, погрдни зборови, зборови на насилство и така натаму и така натаму. Сега ќе се обидам уште еднаш, верувам имаме уште еден гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Ја одлично ве слушам, тоа е добро. Вие сте во црвена линија. Дали се слушаме? Да. Одлично, вие сте во црвена линија. Кој е вашето видување, размислување на последниве случувања? Нашето размислување е да дефинитивно
Даниела Арсовска ја види политиката на Ницко да не води нигде. Исто како Жика Стојановски од Насаба Илине, да сите више му бега, дека води на лоше политики. Меѓутоа, крај му е на Ницковски, затоа и Даниела на време си гледа да се оди кај сада сама да се убати. Ова е директно, би кажувам, од точни сигурни извори. Да Даниела Арсовска иде у СДСМ и тоа од пред 24 часа е дефинитивно директно од неговата уста ја слушали. Да Ницко ја гледал да иде на многу лоши политики. Исто сите пратеници дури сега на гласање ќе му бегат на Ницко. Ницко му останал више само конот и да се обеси. Без такви коментари. Поздрав, благодарам што се вклучивте. Значи, еве, како што и напоменав, ве молам, придржувајте се до пристојни одговор, нема потреба од зборови од омраза, навреди и така натаму. Одиме со вклучување на новиот гледаш во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, како сте да прашаме? Молајмо на Бога, добар вие. Добре, сум јас и еве повелете, што ќе кажете, како гледате на последниве настани? Па мислам јас дека ВМРО е достојна македонска партија и најмалку со криминали си има занимавано, ако беше криминална како СДС, че прифатеше да продолжи танели соработка со Даниела и да си лапнат од тие 130 милиони евра. Но не сме никако заед, што за 4-5 години Голабарник нема направено, а секоја година троши по 5 милиарди евра буџет, а Голабарник нема направен. И хаос е во банкрот сме, што би рекол Ливчо, СДС-овецот од Радишен. Зато велам, каде е ВМРО на власт во било кој град, порано Прилеп, при сега Прилеп се развива со 4 спортски зали, 4 цркви, 2 катни гаражи, порано велам. Или сега Кавадарци. Кавадарци грека како град со ВМРО-вец на чело. А кажете ми еден од СДС што направил добри дела во Македонија. Таков нема, не постои. СДС се чипирани да ја предаваат, уништуваат Македонија. На штета на сите и на тие што гласаат за СДС, СДС им прави штети. Само тие не се свесни. И најтот му е помажен, затоа што животот личен на фамилии нивни, на деца нивни. Че страдаат, ама СДС да биде власт. Тоа ти е логиката нивна, само уништувачка, предавничка. Поздрав, Македонија вече. Голем поздрав, благодарам што се вклучивте и вие во црвена линија. Еве, како информација ќе подсетам, а сето тоа можете и многу повеќе да прочитате на telma.com.mk. Маријан Митовски е назначен за нов директор на Водовод и канализација. Откако вчера соопшти од град Скопје дека директорот Пирински е разрешен од градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска. Што значи, еве, најновата вест е Маријан Митовски е назначен за нов директор на Водовод и канализација. Не заборавајте да вртите на 023076677 и секако ќе прочитаме нешто подоцна и коментари на социјалните мрежи токму на оваа тема која што имаме денес. Добар ден. Добар ден. Секој е добро? Дали се слушаме? Јас одлично ве слушам, се надевам и вие нас. Благодарам и јас ве слушам. Мило ми е тоа што пак ве гледам, да ви кажам право, пошто имаше прекин на оваа емисија. Па моравме малку да одиме на одмор и да се подготвиме за новата сезона. Се гледа по тенот, да. Ама, многу пати сум рекол, 30 секунди додајте ни за да бидеме по-комплетни во искажувањето. И да предам на целта, да предам на кажувањето. На повидок ли е нова скопска љубов, Даниела и СДСМ? Ја мислам дека не е. Ја мислам дека не е затоа што ако Даниела постапува правилно, ако до сега тие пусти тендери ги навлекуваа партиите и владите во многу лоши насоки, редно е веќе да се прекине таа навика, пошто гледате во Тетово тој што давал пари на други, има право да печати книги, таблици, пасоши, лични карти, книги, за образование, за настава, свидетелства, се живо. Така да и овде може би имало некоја далавера, затоа ова ако приметила, а еден од тие, не знам кој беше од Чаир, ќе се вратил на работа како советник, значи Чаир автоматски асоцирана поврзана со далавера, некоја далавера пак,
Така да не наоѓа мана на Даниела, макар да не е заборување никој. Благодарам и секако внимавајте на тајмерот, а и ве колку за подсетување на оние гледачи кои што знам 90 секунди може би ви се малку, но сепак во време трењето на црвена линија одлучено да биде 90 секунди со цел да се вклучат повеќе гледачи и да слушаме повеќе видувања. А сега ќе одиме на профилот на телевизија Телма, каде што и објавивме нашата тема, па еве имаме и коментари, ќе го прочитам оној на Маријан Јаневски кој што вели: ефтина приказна прават ефтини политичари. Тие се бираат. Македонија едноставно отвори порти за секој втор бел мајмун да се бави со политика. Секој еден што мајка му го избркала од дома да не смета по куќа влезе во парламент. Апсолутна деселекција на тој кој смее воопшто да се бави со политика и да биде јавна личност. Ова е само еден од коментарите, секако можете да коментирате доколку не заследите црвена линија на Facebook и заследете телевизија Телма секако. На Инстаграм можете да одговорите на нашето денешно анкетно прашање дали на повидок е нова скопска љубов помеѓу Данила и СДСМ. А на повидок е нов гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Црвена линија. И на вас убав ден. Најубав ден. Така. Сега ме интересира зошто така кога е во прашање столчето, одма се префрлаат од една партија во друга партија. Сега и овој директор, само што го ставија ваму во фирмата, веднаш се фатиле за тендери. Што е ова, бе? Што е ова? Македонија више све оплачка, па да беше Швајцарија, ќе се испразнеше и да уште има пари. А срамота е ова, сиромаштијата ќе плаќав за вода онаму на извршители. Не е убаво тоа. Ја мислам само ние постарите зборуваме, млади нема да зборуваат. Тоа е тоа, не знам што да речам. Народот нека си одлучи за се, али не е правилно вака што се работи. Се негативно, само корупција. Корупција да се краде, да се зема, фотели, ако ја изгуби таа фотеља одма на друга се пребацува, се префрла, ама дали ова партија не е важно, у другата ќе се префрла. Ете, тоа го прават. И тоа не е убаво за никого. Само ќе дојде крајот полека. Благодарам, толку имам. Благодарам што се вклучивте, секако продолжете да не следите до крај. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво се слушаме, тоа ми е најважно. Како ќе функционира Данела, пошто поголем број на советници во Советот се од ВМРО. Сега тука ќе масто две острици. Како ќе биде, сега кој е крив? Дали е она, дали директорот? Мене тука многу би сакала да дознам, затоа што додека еве она кажува едно, а директорот дури вика куки телевизиски и јавно да каже. Значи што има и како има. Сега дека е многу чудно. Кој ќе докаже, затоа што и едниот тврди и другиот тврди, а ништо не знаеме што е уствари. Така да овдека работата е многу комплицирана буквално, а политичар се знае. Политичар ако не излаже, не излаже. Мислам, не е политичар, зашто вика во очите гледа и те лаже, тој е политичар. Мислам, таа е дефиниција. Така да нема да се љутат, затоа што ние тоа многу убаво го гледаме. И сега она што опеќала, а што не сега направила, тук и тоа е малку друго, затоа што кога беа изборите, бевме во друга состојба, сега сме во ефтен кризна економска состојба, како значи. Така да све е испревртено. А како ќе биде, што ќе биде... Еве, дали според вас може би ќе се роди нова скопска љубов Данила и СДСМ? Све е могусно. Све е возможно. Затоа реков каква е политиката. Идеш од партија у партија, гледаш, кажуваш што ќе ти дојде. Важно е дека вие го кажавте вашиот став и се вклучивте во црвена линија, продолжете да не гледате, а секако Твитер заедницата и како имаше многу коментари. Еве што издвоивме за денес. 100 марки коментира вака: фала Данила за денешните ВМРО-вски солзи. Кралице моја, срно моја.
Султанија вели, Данила госпожа, прво имаш обврска спрема сите што те гласа и спрема тие што те седнаа таму каде што си. Треба да работиш за народ, а не против народ. Ова чисто информативно. Ке прочитаме уште еден твит од Менталист. СДС излегоа по големи бранители на Данила, кметицата бугарка. ДПМНЕ излегоа по големи плукачи на Данила, жена, мајка, царица, спасителка. Сакам да кажам, оддалеку се гледа дека битни ви се партиите, а некој како работи. Затоа сме на ова дерече. А ние сме на вклучување на само една секунда до новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро? Па, видите, јас како човек кој има некои тврди ставови уште кој беше кампањата за избор на градоначелник на Скопје, јас кажам дека господјата Данила, ама тоа што го ветува не може ништо да го оствари, дека тоа е све лага. И сега Скопјани се навлекува на лагата, ја гласава, па сега може ќе се вадат и едните и другите. ВМРО зошто се не стартира? Затоа што не може да ја контролира. Они смислат дека ќе ја стават незе, ќе може да ја контролират, кога ја поддржава мислева дека ако победат ќе биде добра, ако изгубат никоме ништо независен кандидат. И сега кога се очекуваат дека она ќе игра по нивните ноти, таа се здружи со Стефче Екимовски. Не верувам дека ќе даде до брак со СДС, бидејќи има многу задкулисни игри, во прашање се тендерите. Ја повише мислам дека они ќе се смират, отколку што ќе се раскараат уште. Овдека е приказката зашто и мене не ме играте, а не околу нешто друго. Проблемот е што она цело време е настрана. Знаете, она има фабрика за фирма за автобуси. И сега прашање, она не успеа ни во ниеден тендер да влезе. Старите тендери што се работат низ Скопје се на Шилего, не се нејзини. Брзиот автобус успеа да го блокира, но не успеа да протни идејата за да се набават нови автобуси. И сега она, очекувајќи дека овдека ќе лапни она од колочот, ќе да ставија на страна неизе, а незините поддржувачи кои ја платија кампањата од Комора. Цениме што се вклучивте во црвена линија, колку за подсетување, внимавајте на тајмерот. Одиме со вклучување на нов гледач и ново мислење во 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Се има некаква фонија, верувам дека гледачот... Добро, како да еве, јас ќе ве потсетам, значи прво што ќе направите веднаш по завртување на нашиот телефонски број, не заборавајте веднаш да го намалите тонот на ТВ приемникот. Одеме сега со твитърджите, во очекување сме на нов гледач, во меѓувреме ќе прочитам твит од Зимзелено дрво. Замисли како му е сега на гласач, поддржувач на зелен хуман град. Дури и ВМРО-вците сега јавно кажуваат каква е Данила, а на нив Шилегов не им чинеше и алчноста за дел од колачот ги направи да застанат дури и позади ваков криминалец како Данила. Како спиете навечер? Одиме со уште еден твит. Вака, Поцко вели со кого ќе се скара денес Данила? Ајде нека продолжи циркусот. Ќе видиме какви размислувања и видувања имаме од страна на новиот гледач кој што ќе го вклучиме сега веднаш. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Поздрав до емисијата. Голем поздрав. Голем поздрав и до вас. Па еве, како ви изгледаат вам работите? Па работите изгледуваат многу смешни, што би рекол еден председател на партија, да не беше смешно, ќе беше трагикомично. Така да тука не е раскинување, него се работи само за интерес. Значи се гледаат сумите колкавице кои што треба да ги додели Европска банка, Европска унија, а нив само ги интересираат паричките, ништо друго. Затоа Скопје ќе остане без прочистителна станица, без да има транзит, мислам, превоз на јавниот сообраќај и така натаму. А според вас, еве, анкетното прашање е дали ќе има наповедок и нова, може би љубовна скопска приказна помеѓу Данила и СДСМ? Па еве, значи ова не е љубов, значи ова е само интерес. Значи, овде нема љубов, овде само има интерес
и пари. А дали ќе каде биде има- еве љубов од интерес, например, Данила и СДСМ? Како ви изгледава? Да, не. Ништо чудно. Знаете, во нашава држава скоро никој не е имун на пари, така да интересот ништо чудно да ги спои. Да ги спои. Сега го благодарам што се споивте со нас и се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Јас ќе дадам предност на гледач доколку го имаме на линија. 0230766677 е бројот кој што ве двои од само малку од нас, а тоа е да го слушнеме вашето мислење. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Секој добро и вас и на сите гледачи. Па видите, кога нешто не може да се исполни што е ветено и почнува, значи од другата страна се врти работата, криви се другите. И само тоа е, нема друга причина. Ајде да видиме сега ако ќе ги постави тие другите, како ќе функционира. Сони, нив ќе може да ги командува и ќе работи како таа што сака. Значи, некој работа долго време функционирало. Колку време тие работеле на тие места што биде поставени, што ги трга сега? Сега дојде таја, не чинела вие, па нака ги исполни таа ветувањата што ги даде, оти таја раководи. Сега, ако е то точно дека тие биле криви, ќе видиме што ќе направи со другите. И тоа е реалноста. Ако постигне тоа што вети, не знам, таму без пари, автобуси, камиони, што ќе носиш трактори таму низ Скопје, тоа ќе докаже резултатот. Дали таа во право или овие беа криви, или обратно. И благодарам и поздрав. Ви благодарам, иако ви остана уште малку време, но сепак цениме тоа што одвоивте време да се вклучите во Црвена линија. Одиме повторно малку кај твитерџиите, односно твит заедницата, извлековме некои коментари, верувам дека ќе ви бидат интересни и ќе ве инспирираат подоцна и да се вклучите во Црвена линија. Кичеецот на Твитер напиша: цела држава знаеше дека Данила е од амбасада ставена за кандидат, тие сега ја увидоа работата. Одиме со уште еден коментар на маската. Вели: еве Злате се спремал да краде, среќа го фати Данила на време. А вие се уште имате време да се вклучите во Црвена линија, телефонскиот добро познат број 02306667. Според вас, дали сметате дека дефинитивно раскинаа Данила и ВМРО, и дали можеби на анкетното прашање имате одговор? Да, можеби на повидок имаме нова љубовна приказна помеѓу Данила и СДСМ. Да видиме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро најнапред до вас. Вака. Случајно се вклучив. Меѓутоа, сите гледачи, отприлика ја ќе кажам сосема друго. Овде се работи за длабоката држава. Да, точно е тоа дека Даниела и СДСМ ќе работат, меѓутоа СДСМ Даниела одработува сега за Никола Груевски, за Бегалец. Тој ќе направи све за да може сега на престојните на престојната седница за признавање на бугарскиот договор да преидат и некои пратеници од ВМРО во СДСМ, односно да гласаат за договорот со Бугарија, а Даниела е фактички го растура ВМРО ДПМН. Тие не се свесни, односно свесни се, меѓутоа нема што да прават. Значи, ова е дил Груевски СДСМ за уривање на ВМРО ДПМН, да може СДСМ да украде или да добие најмалце 8 или 6 или 4, колку таму ќе им требат пратеници, да може да се изгласа договорот со Бугарија. Живи бидели, па видели, ова е правата вистина. Благодарам, пријатно. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Нека не остане случајно да биде вашето гледање на Црвена линија. Продолжете секако да не следите. Време за нов гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до редакцијата. Најголем поздрав и до вас. Па еве, што ќе кажете ви? Многу интересна тема, позната содржина,
би рекол, стара приказна. 11 години ја гледавме додека на власт беше ВМРО. Фактички Данела се прогласи за независен кандидат, меѓутоа што се случи? Заради интерес, господинот Мицковски заедно со потесното раководство рекоа дека ќе ја поддржат Данела и ја поддржаа, таа доби. Сега за таа поддршка Мицковски и реков потесното раководство бараат против услуга. Против услугата се состои во тоа што нивните кадри ќе бидат на раководни места, а за тоа фактички ќе се добие против услуга. Ја би сакал сега да се јават луѓето членови на ВМРО ДПМН и да кажат дали е ова ново или 11 години се правеше она што се правеше, а сите тоа го знаеме. При крај ми е времето, ви благодарам што ме сослушавте, поздрав. Секако секогаш и ќе ве сослушаме. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Телефонот звони, тоа е добро. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Црвена линија. Ме слушате? Одлично ве слушам, повелете. Па управо е Данјела Арсовска, како е вика. Абе, чи му крадне само што беше на Голивот од камена крши едно друго. Дага нема тај. Джебови напуневи, свите пуни джебови, ми трпимо за леп. Управо е. Не да го брано. Треба, чи му крадне на Голивот од камена крши. Аје, пријатно, толкова не. И сега да видиме дали сме подготвени да видиме уште нешто интересно од Твитер. Така ете, со слика водичот прашува на Твитер: ке се извини ли Мицковски за неспособната Данила? А ова е еден твит, како да кажеме, коментар на насловот раздор во ВМРО ДПМН, еве што вели Мицковски за Арсовска. Нас многу ни е важно што велите вие, драги наши. Вклучуваме веднаш нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро? Благодарам. Абе, ние со нашиот интерес и нашето големо знаење се интересираме секојаш нешто по-неважно од важното. А ја мислам дека е поважно во Македонија кој увезува струја, кој извезува струја, кој препродава струја ноќе, кој милиони краде, кој не плаќа струја, а македонците плаќаат и за нив. Да се спестиме малку, па најпосле ова лесно е да го решиме кај што е македонец во прашање. По 2 стапа ќе му удзиме, сам ќе бега, не мора да се брка со решение на градоначалник или на не знам кој. Инаку сите фирми, наши се делавера фирми, од Скопската Дрисла, кај што имаше ВМРО-ски директор, 10 на колку години, таму 15, дојдува после Зајковиќ и тие го држа неколку години, додека не се разути некоја афера делавера, некоја тамо со Италија, со Бугарија, со увоз на штетни и отпадни материи. Значи, ние толку лошо наопаку се фаќаме, толку за штета на Македонија работиме, не гледаме што се случува, каде е најголемиот проблем. Зошто се слепилото држи, зошто не се освестиме? Даниела како Даниела може би видела дека има некои делавери во овие комбинации, директори, секретари. Ким некој од Чаир тамо беше, шо беше тој... Благодарам за вклучувањето, подсетување, секогаш внимавајте на тајмерот да не биде дека нели ние ве прекинуваме на сред мисла. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Се надевам дека е намален тонот на ТВ приемникот. Знам дека тоа го повторуваме постојано, но можеби некои гледачи се уште не се информирани дека е најдобро тоа да го направите за подобро да се слушнеме. И трета среќа од моја страна, се надевам. Добар ден и се слушаме ли со новиот гледач? Така е, вие сте во црвена линија, дали ме слушате? Ало? Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија.
Да, црвена, ма не почитува црвена линија. Гласаа резолуцијата се подгазили, не важе вика. На седница гласаа за црвена линија за Македонија, за историја да не смену. Али тоа не важе, за ни не важе. Ово владење сега ще владее на власт, не народна власт. Не народна, него само профитерска алча за пари само се продава. И продава се живо. Дури децата се продават. Слушай се, Даниела дали треба да слушам Мицковски. Мицковски, значи, на сите гласачи и ловира и овој директ што сака да ги наваѓа некои мани измислици, треба да биде послушничка на Мицковски. Мицковски е доверблив човек, сите градови градови, и гласачите, и ловеристите, за да гласат. И сега некој работи, она измислува како да се да ги разрешува, да се направи на нешто подобра, кога ги работа реално. Не. Тоа не е можно. И порно разрешува и ова. Не може сите да се виновни. Не. Тоа е нина грешка. Проминала на судиите ќе одговара и она. Ќе одговара за незаконските да ги решува луѓето што се работат доматински. Вклучуваме уште еден гледаш. Благодарам вам за вклучувањето и времето на овите 90 секунди. Добро, ајде вака сега ќе одиме всушност најдобро со Твитер заедницата. Има доста интересни коментари. Ќе продолжиме со она што го твитна Маверик. Маверик вели ДПМН и од Трифун вака се дистанцира после само една година коалиција. И исчезна ова од компјутерот, но веднаш го враќаме. Да, ајде ќе можеме побараме од режијата да го видиме твитерот. Ке повторам, ДПМН и од Трифун вака се дистанцира после само една година коалиција. Но трикот еднаш успева. Даниела беше кандидат целосно поддржан од ДПМН и како таков ќе остане. Дали они се карале или не. Граѓаните беа излажени од ДПМН и партијата има целосна одговорност во неуспехот. Вака твитна Маверик, а ние сега малку ќе ве одмориме со реклами. Драги мои, повторно сте со Црвена линија. Денеска зборуваме на темата дека Даниела тврди дека со ВМРО ДПМН се окей, но изјавата на Мицковски беше поинаква и Црвена линија денес ве прашуваше дали дефинитивно раскина Даниела и Мицковски. Меѓу другото, се уште имате време да кликнете со да и не на прашањето на Инстаграм анкетата за Црвена линија, дали на поведок е нова скопска љубов помеѓу Даниела и СДСМ. А на Твитер заедницата ќе продолжиме и со твитовите кои што ги издвоивме за денес. Илузиониста ретвитнува на една информација. Прво ќе почнеме со она што било објавено на работник.com.mk. Мицковски преговарал за набавка на електрични автобуси и фабрика во Скопје за нивно производство ќе вработи 500 луѓе. Илузиониста твитна: штета што ќе пропадне и овој огромен проект на ВМРО и Даниела. Во продолжение уште еден твит на Аријадна. Ха, пукна љубовта меѓу Даниела и Мицко. Одиме сега бесплатен циркус во кој оштетени ќе бидат граѓаните. Браво, ВМРО, секогаш сте биле на погрешната страна. А сега на оваа страна имаме гледаш. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, одиме тогаш со она што задолжително го правиме во овој термин, а тоа се резултатите од Инстаграм анкетата. На Црвена линија Инстаграм ве прашавме: на поведок ли е нова скопска љубов помеѓу Даниела и СДСМ? Резултатите се не со 100%. Да, не одговори, а никој со да, тоа значи 0%. Но секако 100% ви се заблагодаруваме што бевте дел од ова денешно издание. Утре ве ставаме на нов предизвик, нова тема. Секако сега ве препуштам на програмата на Телма телевизија. Имајте ми убав ден, а ние повторно сме заедно утре во истиот термин. Довидување.